Одените минути соговорник ќе биде председателот на антикорупцијската комисија Адем Чучуќ. Добро дојдовте во емисијата. Добро ви Конечно се најдеме и да дојдете да бидете гости. Благодарам на поканата во секое време. На 4 декември стапивте на функцијата прв човек на антикорупцијска. 40 дена сте скоро на оваа функција. Може да се пофалите кои постапки се отворени во изминатиот период? Точно на 3 декември дојдов, месеци повеќе, поголемиот дел се погоди и празници, но и активни бевме доста во крај година, денот за борба со корупција и настани околу тие активности. Во крајна фаза сме на подготвување на новата национална стратегија, што е инклузивен антикорупцијски документ на ниво на држава, кој требаше до крајот на година да се усвои, односно донесе. Се надеваме до месец март дека ќе завршиме постапката. Во однос на постапките по предмети, актуелните два предмети што беа потенцирани од Социјалдемократскиот сојуз во однос на набавките, наводно фирма блиска до власта дека добила тендери во вредност од 9 милиони евра, и исто така постапките за јавни набавки на наводно фирма блиска до директорот на СОЗР се отворени. Исто така донесовме нов годишен план за следење на имотна состојба. Дали во овие два случаи има простор за сомнеж за криминал? Ќе видиме. Ќе покажат податоците, односно документацијата која ја прибравме. Во едниот случај постапуваме по самите јавни набавки, односно во фирмата со наводно двајца вработени, прибрани се документи од надлежните институции, се работи за објавна документација, ќе ја разгледаме од аспект на нашите можности и механизми, доколку оцениме дека има сомневања за корупција и криминал, ќе проследиме до надлежни органи пред се. Дали антикорупцијската комисија конечно ќе покаже заби и ќе се спротивстави на центрите на моќ? Или натаму ќе имате одреден селективен пристап? Морам да кажам дека ДКСК постапува и ќе постапува неселективно, тоа е најважно. Ние сме пред се превентивен орган, имаме механизми на располагање кои се од аспект на превенција на корупцијата и доколку утврдиме сомневања за евентуални злоупотреби, нашето е да проследиме, односно да инициираме постапување на други надлежни органи кои што понатаму имаат механизми да ги истражат тие случаи. Така да стојам на ставот дека неселективно постапуваме и во иднина ќе постапуваме еднакво и транспарентно кон сите отворени предмети, како по пријави, така и по сопствена иницијатива. Во минатото 6 члена на антикорупцијска, водени од тогашната ваша предходничка Димитриевска, не загризува во високопрофилните случаи што ги вклучува премиерот и првите луѓе на тајната полиција и на Агенцијата за разузнавање. Затоа и неслучајно ве прашав дали конечно ќе отворите фронти кон оние случаи кои се од високо значајни или високопрофилните случаи за сомнежи каде што можеби има корупција и криминал. Морам да напоменам дека и во тие 2 или 3 случаи, неколку што јас ги памтам како генерален секретар, комисијата постапи во рамките на своите надлежности. Дури во тие случаи имаше и постапување на надлежното јавно обвинителство. Сепак ние од наш аспект ги гледаме од аспект на прибрана документација и што може ние да утврдиме. Сепак ние сме превентивен орган, немаме истражни механизми. Во одредени случаи, ако дојдеме до сомневање, како што кажав и претходно, ние инициираме постапка до надлежно јавно обвинителство, кое што има и други механизми, истражители, ПИМ мерки и други можности да утврди подетално корупција. Ние во рамки на нашите надлежности постапуваме во сите случаи, без разлика на кое ниво на власт се работи. Во одбраната на вашата теза за избор во собранието, истакнате дека ви лежи наблюдувањето или обсервацијата на имотот на функционерите. Дали ќе се согласите дека со тезата дека кај нас ништо не успеа толку брзо и лесно како реформите за брзо богатење на мал број луѓе и побрзо осиромашување на поголем број луѓе? Согласувам со вашата теза, токму тоа го истакнав и во интервјуто, бидејќи 7 години или 8 работев на
таа проблематика и сум, да речам, еден од основоположниците на сите реформи во тој дел, во пријавувањето и следењето на имотната состојба. Токму една од нашите први активности беше донесување на планот за испитување на имотната состојба за 2026 година и имајќи ги во предвид критиките на извештајот на Европската комисија, го зголемивме број на лица кои што ќе бидат предмет на проверка и ќе бидат предмет на проверка најризични категории на функционери и висок профил на функционери. Кои се тие најризични профили? Тие што се детектирани со нашата национална стратегија, односно со анализата на ризици од корупција, области кои што се детектирани како ризични за корупција. Пред се правосудството, значи предмет на проверка ќе бидат 10 суди, 10 јавни обвинители, градоначелниците, делот што им е продолжил мандатот, односно реизбрани што се, 10 ќе бидат што им завршил мандатот, 10 пратеници и 10 министри од актуелниот состав на владата. Значи висок профил на функционери предмет ќе бидат на проверка согласно новиот план. На очиглед на јавноста се почесто сме сведоци на митоманија, корупција. Извештаите на меѓународните партнери секогаш нотираат висока стапка на корупција. Зошто овој проблем никако не можеме да го искорениме? Вака Гораст, значи тоа кај нас за жал корупцијата, односно стана ја прифаќаме некако. И меѓу граѓаните е прифатена како начин да се оствари некое право. Токму затоа многу се значени превентивните механизми, да го подигнеме интегритетот како на лицата кои вршат јавни функции, така и на самите институции. Со подигање на интегритетот, ние треба да го смениме мајндсетот, дека граѓаните, односно институциите, постојат за граѓаните, а не граѓаните да понудат мито за да завршат одредена работа, дали да стигнат на ред за операција или да остварат некое право од социјална заштита. Меѓутоа, господине Чочури, како го објаснувате феноменот? Се отвара предмет, почнува судски процес, тој трае, или ќе се заташка, или осомничениот ќе биде ослободен. Реформите во судството се едни од најзначајните приоритети на целата држава, токму затоа правосудството повторно, ние дел од националната стратегија, предлагаме сет на мерки кои што ќе придонесат за подигнување на интегритетот во судството. Исто така политиките за интегритет ги прилагодивме на потребите, односно спецификите на судството. Еве почнавме со тој проект. Мислам дека уште апелационото подрачје Гостивар ја нема подпишано политиката за интегритет. Управниот суд, Врховниот суд, со цел да внесеме процедури поврзани со интегритетот кои ќе го подигнат интегритетот во судството со цел да се забрзаат реформите во тој дел, покрај со националната стратегија, мерките кои што ќе бидат усвоени, целиот систем на судство, процесуирани на предметите, да се подигне на тоа ниво да граѓаните стекнат поголема доверба во правосудниот систем. Дополнително значајна е неказнивоста. Неказнивоста придонесува до поголем степен на корупција. Ако вие видите кај некој друг дека не е казнет, истото вие ќе го направите. Обратно, ако казнивоста е на повисоко ниво, превентивно ќе делува да не се прават. Можно ли е правда во Македонија во ситуација на бескрупулозност, ароганција? Мафијата станува дел од секојдневието. Правдата е утопија не само во Македонија, и во модерниот свет. Но целта е да ја сведеме на некој односно корупцијата и поврзано со тоа и правдата, да ја сведеме на некое поприфатливо ниво. Никаде во светот не може да се искорени корупцијата, но да придонесеме како општество да се издигнеме. Мислам дека во одреден период и го достигнавме дното во Европа, да се издигнеме до европските стандарди. Тоа можеме да го направиме само преку реформи и приближување, односно интегрирање во Европската унија. Сметате ли дека со новиот започна собраниската седница околу новиот изборен кривичен законник, сметате ли дека со овие најавени измени конечно ќе излезе на виделина правдата? Спорни беа оние членови 353
Ние како комисија кога се направи измената фамозната на кривичниот законник во 2020 реагиравме дека неприфатливо е такви измени да се вршат во така брза постапка и без јавни расправи. Токму истото е детектирано како проблем во подготовка на новата национална стратегија. Ние таму потенцираме дека треба да се извршат измени на кривичниот законник, со што ќе бидат опфатени поголем број на дела поврзани со корупцијата и ќе се зголемат санкциите, а во крајна инстанца да се донесе нов кривичен системски законник кој што ќе биде согласно европските стандарди и каде што ќе бидат опфатени и новите форми на кривични дела поврзани со корупцијата. Имајќи во предвид дека сме во ера на дигитализација, секојдневно се создаваат нови можности за корупција. Дали со новиот кривичен законник ќе се избегне селективноста? Ние го поддржуваме во секој случај процесот на донесување на измените на кривичниот законник. Токму еве утре сме поканети, собранието има јавна расправа, значи сме на став дека треба да се почитуваат одлуките, односно решенијата на Уставниот суд, да се отстранат сите оние штетни последици кои настанаа со донесените измени во 2023 година, со што застареа одреден дел кривични дела. Меѓутоа ретроактивно не може да се... Не може, да. Но во иднина со подобро дефинирани кривични дела и со јаки, односно по големи санкции, ќе придонесеме за поголема казнивост и на некој начин да се воспостави владење на правото и правната држава. Не може да се санираат последиците од претходните одлуки? Знаете како е правото, како викаат, правото подобриот закон може да се примени ретроактивно. Законот ако е полош за странките не може да се примени. За жал, штетните последици настанаа. Како по однос на поединечни случаи, така направија штета и на државата, во смисла ние сме неколку пати негативно оценети во тој дел. Мораме да ги земеме сериозно предвид критиките и препораките од последниот извешен на Европската комисија на полето на борба против корупцијата, ако сакаме државата да се придвижи напред. Благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Историски и традиционално има сериозни корени во заедништвото. Значи ние не сме прозападна и индивидуалистичка земја и ние треба тука да наоѓаме силата во нашето заедништво и унифицираност, нели? Тоа е нешто кое што не би сакала да се промени, не би сакала никогаш да се промени таа некоја длабока почит и однос кон природата и кон животните кои што реално во западни земји не постојат. Значи, она што ние го гледаме во филмот како еден човек домува едно диво животно и каква врска гради со тоа диво животно. Едноставно се чита знаците. Не знам како да кажам. Знаете, кога ќе идете, читате знак, го препознавате и правиот знак само го ставате на право место. Ја мислам дека тоа Тамара најдобро го направи. Додека ја бев многу повеќе во оној друг дел, затоа што овој филм не е поддржан. Не беше на конкурс, па добиени се пари, па сега го испланиравме, па го организиравме, па ќе снимаме.